Мак. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, 8 часот и 2 минути, време е за еспресо со Златев и Боцевски, иако и ово утро имаме турско кафе на програмата. Ивица? Ништо, само да констатираме, Љупчо, дека вчера падна Ковачевски. Конечно, после долго време, но не ово и што очекуваат граѓаните дека ќе падне, туку еден друг, да. Сама имаше една чудна реакција на неговата сопруга, но да не се претвараме во жолта штампа. Оно што е најбитно е дека, за жал, сигурно ова не е предизвикано од одговорноста, сигурно ова не е предизвикано од лошото работење на институцијата која што тоа водеше, ова е само предизвикано дека внатре-партиски А може би од ОЈО и некакви истраги, ќе видим. Не верувам. Ова е некој внатрешни нивни кумовско, пријателско, фракционерски расправи. А може и за друга функција, да, ќе видим. А и тоа, да. Ќе видим. Ово утро имаме една многу поважна тема од овие дневно-политички случувања, една тема која е суштински важна за македонските граѓани. Точно. Представија нашата гостинка од ово утро. Денеска во студија имаме доктор Николина Гроздановска од клиничкиот центар. Вие сте на Институтот за клиничка биохемија. Да, добро. И со неја ќе разговараме со состојбите во здравството, посебно за овие најави кои што пристигна до нас деноиве, дека има еден револт, дека врие незадоволство на клиничкиот центар околу условите поврзани со работењето на здравствените работници, што сигурно се одразува и врз самите луѓе во здравството. Така што тоа е денеска тема, една од твоите милни теми, Љупчо, така се. Да, и постојано се расправаме со тебе на оваа тема, затоа што ти го браниш здравствениот систем од моите напади. Јас само тоа што го бранам е дека системот на јавно здравство е јавно добро и мора да го одбраниме по секоја цена. А за состојбите тука се наоѓаме на иста линија за тоа што се случува. Го браниме критикувајќи го. Доктор Николина, вие сте дел од некаква иницијатива. Зашто станува збор поточно? Кои ви се целите? Што гледате на клиничкиот центар како луѓе одвнатре што ние не можеме да го видиме однатвор? Кога одиме таму редовно? Ја тука по крајот на оваа емисија идам на клиниката за гинекологија со мојата сопруга. Дали уште од сега испланира кај ќе влезеш заради паркингот или? Па не може тоа да го планирам да паркирам долу у Лимак, па да идам пешки натаму, најискрен да бидам. Па и тоа не ти е лошо. Да, добро е што го направи хотелот, малку им е скап паркингот. Или Рамстор исто може варијанта да е. Не, далеко е, многу има за одење. Доктор Николин. Најпрво добро утро, благодарам што ме поканивте во вашата емисија и да го честитам денеска 7 април, ден на здравството, на сите здравствени работници. Значи денеска сме имали и повод. Не сме знаеле сите. Не наместиле. Да. Не сме знаеле. Да. Честит ден на сите здравствени работници кои се трудат и кои работат за вас и за нас, почитувани слушатели. Апсолутно, ние како даватели на услуги не можеме да се абстрахираме и како приматели на услуги. Нели сите сме потенцијални пациенти, така што тоа што ве засега вас од едната страна не засега нас дупло од другата страна. Така и сега мојавето е денеска околу незадоволството кој што владее кај здравствените работници и секако како резултат на тоа незадоволство во последниве 30 дена веќе видовме 2 протести на здравствените работници. Зошто е тоа незадоволство? Нели се прашуваме зошто се незадоволни здравствените работници. Еве на пример би можела да почнам со една статистика која што ја дала Евростат во 2020 година, каде што се пресметани вработените во болници на 100.000 жители. Ако направиме споредба со Швајцарија, каде што на 100.000 жители се ангажирани негде 2650 здравствени работници, одиме вака еднаш надолу на листата и на дното се наоѓа Македонија, каде што имаме 705 здравствени работници на 100.000 жители. Односно
3 пати по-малку. 3,5 пати. 3,5 пати по-малку. Ајде да речеме тоа е разликата во Ајде некакви речеме идеални Швајцарија. услови. Ај некоја, ај Така. Еве, не, Словенија еве да Во речеме. некакви идеални услови, да речеме Швајцарија е Швајцарија. Ама еве Словенија да ја споредиме. Во Словенија на 100.000 жители има 1287 здравствени работници. Што значи скоро двојно во Македонија повеќе. има двојно помалку. Ако земеме во предвид дека резултативе што ги анализирал Евростат 2020 година, од тогаш, значи еве негде последниве години имаме иселување на здравствени работници од Македонија, и тоа лекари, некаде 2000, до 2018 податокот од тогаш има уште 939 лекари иселени од Република Македонија и медицински сестри 6000. Тоа значи дека оваа бројка од 705 Сега дополнително сега паднат. дополнително е намалена. Значи, дел од ова велите, овие што се заминати во приватниот систем. Овие се само тие што се иселени од Македонија. Аха, јасно, јасно. Значи надворешна миграција. А е- Внатрешна миграција е дополнителен проблем, бидејќи вработените во здравствениот сектор, јавен здравствен сектор, мигрираат во приватните здравствени установи, што значи дека јавното здравство е девастирано. Овие статистики, ние со Ивица полемизиравме тука, не знам, од Сдружение некој на лекари, кога излегува со статистика дека од 2016 или 18 Така па нешто беше, околу 5000 лекари се иселени од Македонија, само лекари зборувам. Значи иселени од државата Македонија. Да, веќе не работат овде како лекари. Веќе не работат овдека. Дополнителен проблем е сега што и тие што се во Македонија работеле во јавното здравство, бидејќи немаат поволни услови за работа, мигрираат во приватното здравство, Добро, кој што им нуди едно прашање сега, значи од ваша перспектива. Сега ќе навлеземе во феноменологијата на овие кои се иселуваат, ако може. За да бидете вие доктор било каде во Европа и во светот, или за тоа баш полемизиравме, треба да положите тој стручен испит во таа земја. Да речеме во Словенија се полага тој нели стручен испит кој ќе ве направи вас да бидете лекар. Во исто време, ни помалку важно, таа процедура одзема време. Може да трае година, 2, 3, 5, 6 месеци, зависи од областа во која работите. И од личните афинитети и Како така на овие доктори им се исплати да заминат од овде, да отидат во Словенија, да жртвуваат година и пол нели од својот живот само во повторно докажување дека се доктори и да почнат потоа да работат. Или Германија, каде Или што Германија. каде што и подолго трае да се научи јазик 2-3 Сигурно, години, 4 и така натаму. Како? Толку ли е лоша ситуацијата, толку ли се мали платите да седне човек на 35, на 40, на 50 години, значи во една ти доктор испод 30 години не можеш да бидеш реално, дур да поминеш тоа стажирање, не стажирање. Ако не си специјалист, па нема ни да те примаат таму. Со специјализација 35 години те фатија. На 35 години на таков чин да се одлучиш со фамилија најчесто, Да, ма се кренеш од заминуваат тук. и моја генерација. Да. Како изгледа тоа? Апсолутно, значи погледнете. Кога ќе одмерите од една страна условите кои што ги имаат докторите за работа во Македонија. Да почнеме, значи, од инфраструктура. Во клинички центар можете да помините и да видите, сигурно сте виделе во какви услови работат докторите. Тоа е едната работа. Втората работа, премногу се оптеретени докторите не само со административни работи, туку и со фактичка работа со пациенти. Значи, ако видите дека на 100.000 жители Македонија има помалку од 700 сега во моментов здравствени работници кои што треба да се грижат за пациентите, замислите која фреквенција е таа на работа на докторите. Тоа е голем терет, големо оптоварување. Исто така, здравствениот систем некако не води грижа за воведување на нови методи
и за едукација и до едукација на кадарот. Исто така, Морам да бидам искрен да ви кажем еден пример. Лјупче, не знам дали ти кажав, бев со мајка ми на, ќе кажем и каде, на клиниката што е за очни болести. Па, она мене ми делуваше, искрено да ви кажем, како индустријска лента. Значи, откога се најавивме беше преполна посторијата, пази, после ковид, преполна, неописиво преполна, како да речеме, автобус наутро било каде во светот или метро. И како на лента беше, тука знаеш, се поставува во ситуација затоа што сепак без разлика лекарот Ивица секојаш сум емотивен во овие работи. Види, лекарот е интелектуалец. Сега знаеш, се ставам во ситуација на лекарот. Лекарот го врзува нели Хипократовата заклетва. И се што се случува? Значи одговорност има. Значи мора фокус да има, мора секој пациент да добие иста услуга, мора се да се забележи. Она што го видов како сцена, имам не ми е достоинствено. Јас ти знаеш и тука сум ја зборел во оваа емисија, каде што без никакви врски, без да се јавиме никому, татко ми отиде и му зема биопсија, на која имаше рак, но дури да не стигне резултатот, чекавме 7 месеци, на крај буквално морав да се заканувам таму за да не го дадат резултатот и кога не го дадоа, кога видоа рак, она беше шокирачки за мене и за целото семејство, што е нормално. Особено што чекавме неколку месеци да не го издадат тој резултат. И ја од тогаш се заколнав, и јас веќе без врски овде не влегувам. После тоа. И навистина е жално што е така. И навистина е жално што секој даночен обврзник, секој обврзник на здравствено осигурување за жал денес нема еднаков пристап до услугите. Со месеци се чека, со ужасно. замислете како му е на докторот. Значи, нашата работа е најхуманата работа на свет. Нашата работа е да помагаме на луѓето да останат здрави, да се грижиме за нивното здравје. Значи, тоа може, ја мислам дека може да го свати само лекар, какво е чувството кога ти треба да му помогнеш на пациентот. Така? Да. Многу е одговорно. Прво, треба да се обрне внимание на квалитетот. Кога ќе дојде пациентот, ти треба да му земеш добра анамнеза, преглед, да ги испрегледаш сите резултати за да поставиш правилна диагноза и да поставиш правилен третман за да оздраве човекот. Меѓутоа, кога има премногу пациенти, нема квалитет, само квантитет. Значи мора да се зголеми бројот на здравствените работници. Од една страна. Од друга страна, со колеги разговараме, гледаме некакви огласи има во последниве 6 месеци. Огласите кои што се дадени за јавните здравствени установи, 90% се за администрација. Не, од друга Нема страна, вработување на здравствени работници. од друга страна, не знам дали го видовте овој пример, еден од нашите редовни гости, лекари, Игор Николов Гила, нашиот другар, вчера ставил оглас на Твитер. Ова е многу интересно. Значи, не знам дали виде. Не? Во државниот архив во секторот за финансиски прашања Лекар? бараат Биолог? Да, со завршен на факултет по биологија човек. Боже. Не, пази. Државен архив, Недозволено. сектор за финансиски прашања, биологија. Ај нешто да е за конзервирање пак е А гледа што е случај, на клинички центар работуваат луѓе со правени со шок им се. Ајде. за да земаат плата. Значи има чекай, бе, тоа апсолутно не е здравствен работник, итна тоа- потреба од здравствен кадар, а огласите се за административен кадар. Во Битола има недостаток на 100 лекари. Таму нема никаков оглас. Во Штип исто така, 100 лекари се бараат. Нема никакви Кај ќе ги најдат огласи. тие 100 лекари? Мене тоа ми е Значи, прашање. здравствениот систем многу потфрла. Мора Веќе кога споменавте, токму споменавме до сега требаше да има, да не се случеше тоа што се случи во 2017 година, ке имавме и втор клинички центар во Штип. До каде е клиничкиот центар во Штип, вака, или
на исто место како и овој Кичево Струга автопатот. Не знам како што се случува со тој проект. Прво и основно требаше да има клинички центар нов во Скопје. Ковидот ја покажа неопходната потреба. Што се случи со клиничкиот центар? Имаше проект, почна изградбата, имаше пари обезбедено од државата. Од Светска банка беше. Да. Тој и одеднаш одлучија да го прекинат тој проект. И сега ние плаќаме пенали, мислам ја можам само да манипулирам со некакви бројки, негде 20 милиони евра се само казните годишно, кои што треба да ги платат. Значи ние останавме и без клинички центар, и без пари кои што народот ги дава. Ужас. Што се случи со Штип? И таму требаш да има клинички центар. Значи мора да се развиваат регионалните центри, бидејќи не може човекот од Штип да доаѓа за здравствени услуги во Скопје. Значи тоа чини и време, и пари, и не е хумано. И таму застана некаде проектот, го прекина, па исто имаше со градижната фирма некакви спорови. Мислам дека новиот градоначалник како медиатор успеа нешто да направи со тој спор, да може да се продолжи градењето и требаше владата да одлучи, застана тука. Значи, немаме клинички центар во Штип, имаме болница во која што моментално има недостаток на 100 лекари. Значи нема нова зграда, нема нова опрема, но има кусок од 100 лекари. Има кусок од 100 лекари. Тоа е ситуацијата во Штип. Во Битола веројатно е слично. Во Битола исто. И таму треба да се направи регионален центар, нели? Да. Услугите здравствени планот. треба да бидат достапни на секој жител на Точно. Република Македонија. Секој плаќа здравствено осигурување. И таму застана проектот. И таму има недостаток на 100 А што е со... лекари. Јас затоа што често комуницирам со доктори, имам многу пријатели доктори, не од, како се вика тоа, од малициозни причини за да имам врски, туку од поради дружење. Докторите секогаш се интелектуални, отворени луѓе кои така се добри пријатели, затоа што имаат и хумана професија. Често ми се жалат дека во изминатиот период специализација се добива само партиски, а во многу случаи само етнички. Вели, не може за една клиника, сега да не ја именувам, да дојдат 9 специализанти и сите, и 8 од 9 да се албанци. Не ја прикажува тоа етничката слика во Македонија. Го гледате ова? Не можам да коментирам на оваа тема, бидејќи немам доволно податоци. Здравствениот систем, Министерството за здравство, треба да си направи една кадровска политика со скенирање на ситуацијата на теренот и да види каде има недостаток на каков здравствен кадар. Според тоа, треба да одреди колку специализации треба да има и од која област. Јас таков план, таква кадрова политика не сум видела. Добре, па како тогаш ги даваат тие специализации? Мене тоа, ако немаат план кому да дадат, така, како тоа изгледа? Еве, јас сум доктор, сега да речеме, сум дипломиран, сум поминал тоа, стажирање све, успешен сум, државен испит, сум фатил. Сакам да специализирам, не знам, нуклеарна медицина. И сега што треба да правам ја? Според мене, не може да специализирате тоа што вие сакате. Може да специализирате тоа што има потреба државата Македонија. Ако платам приватно, ќе специализирам. Ако платите приватно, може да се специализирате што сакате, меѓутоа после каде ќе работите? Така. Треба да има специализација соодветно на потребата на здравствен дом, на болница, на клинички центар. Еве има недостаток огромен на педиатри.
Каде е здравствената политика? Тука да се едуцира кадар, специјалист, кој што ќе работи како педијатар. Да, ми рекла дека На радиологија, се извинувам што ќе ве прекинам. Моментално има недостаток на 10 специјалисти радиолози. Значи, она е класично, вие што го знаете, Рентген институтот. Да. Значи, има недостаток на 10. Која е здравствената политика? Кога ти ќе го едуцираш тој кадар за да може да работи? Значи, таму само за некаков, да закажеш термин за некакво снимање, за некаков преглед се чека месец-два. Па потоа тие резултати некој треба да ги прегледа и да напише извештај. Значи, дополнително се чека. Исто како ова што го кажавте со патологија, нели? да. Имате вие еден куп материјали од биопсија кои што треба да се прегледаат и после тоа треба да се напише извештај. Со ограничен број на кадар не може да се постигне тоа. Значи има голема побарувачка, а нема никаква здравствена политика дека треба да се едуцираат, нели, специјалисти патолози, специјалисти радиолози, специјалисти педијатри, кои што ќе ги задоволат потребите на здравствениот систем. Исто. Значи има системска грешка. Постојано се зборува дека фалат и ортопеди во државата, особено детски ортопеди. Што имам пријатели со мали деца, велат со месеци и месеци се чека да се закаже термин. Ако ќе ти се роди бебе, круцијална важност е во првиот период, нели во првите дена да го однесеш во првите дена, во првиот месец да го однесеш на ортопед. Тука имаше една ситуација каде што викаат да закажеме термин уште пред да се роди. Па знам дека и неонатолози, нели? Да. Така, Има значи кусок. има апсолутен секаков недостаток. За да го образуваш, едуцираш тој кадар, да стане специјалист, треба период. Мојава специјализација е 4 години. Вие сте Јас сум специјалист по медицинска биохемија и лабораториска медицина. Она во лабораторија одите, ви земаат крв, па правите резултати. Вие сте тие позади што не ги гледаме. Ние сме диагностичка Да. гранка. Вие сте тие Ние сме позади. од тие што се шетаат со стетоскоп. Значи, да, нервозата е ке сестрите, знаеш, кога се чека. Еден И другар, ке портират најчесто. еден другар имал многу високо ниво на холестерол, па така еден колега на нашата докторка излегол и рекол, као бој да видам како уопште е жив. Добре, и животот му е таков, животниот стил одговара на резултатот. Но, меѓутоа, дискутиравме ви за ова. Оваа табела што ја видовме за број на здравствени работници по 100.000 жители. Сега, ако направиме друга табела, Љупче, од другава страна, просечен животен век. Гарант ќе биде исто. Така? Па ние може со 400 доктори да живееме исто као швајцарци со 2.500 доктори. Не е така. Не. Швајцарците имаат далеку подолг животен век, меѓу другото и заради ова. Или пред се заради ова, еве да речеме. Значи покрај сите работи, нели, подобра економија и така натаму, има повеќе доктори, повеќе сестри. Дополнително нова да се надоврзам, значи покрај тоа што немаме кадар, што ни треба, имаме потреба, нели, да се едуцира специјалисти, да створиме нови од една страна, од друга страна имаме пензионирање на врвни професори, негде 170-180 предвремено. Да, тоа се оние кои си го продолжиле. Не им било дозволено. Да. Дискрециона одлука на директорот на институцијата и на министерот за здравство. Еве да речеме, Тоа беше сега скоро. Сега скоро. еве да речеме тука и ќе го поздравам како човек кој многу нели ни помогнал во семејството, тоа е професорот Владо Поповски. Па би рекол еден од најдобрите хирурзи за максилофацијални хирурзи, може би во Европа, човек кој го канат и држи предавање по Канада, држи предавање во Шпанија, држи предавање по Америка, по Австралија, значи меѓународно признат доктор, еден од најдобрите, гордост за Македонија во оваа област. Човекот е во извонредна животна форма, во извонредна работна форма и сега ќе оди во пензија само затоа што законот налага така. И на вистина му е вели, разговарав сега, ќе го искористам, му се извинувам што ги споделувам овие делови, вика,
сакам да продолжам барем со оние пациенти кои сум ги имал досега, нели, да работам, но не можам. Ма не се. А не сакам да одам вика во приватно здравство на тие луѓе да им взимаат по 5, 6, 3.000, 5.000 Нема, денари Лупчо, за тој е преглед. неговиот мотив, ама наш мотив кој држава треба да биде да го пренесе знаењето, знаеш. Тоа е тоа. И то он тоа го Од еден прави Владо во Поповски моментов. да има 10, 15, тој Он е. тоа го прави во моментов, ама еве го му викат мора да одиш во пензија. Еве, А ти не слушам. знаеш, за човекот прво да го видиш не личи дека има 60 години. Слушам и Не како знам се дали е беше. баш законски тоа, затоа што по закон имаат они право да го Да. продолжат тоа. Еве и слушам и друг пример за го хематологот, искористиле како се викаше. дискреционото право. За Борче Георгиевски, што беше последниот директор на Обединетиот клинички центар. И тој предава во регионот на секаде, овдека треба да иде во пензија. Малку ми е... Кој ќе ми го пренесе знаењето на тие нови Ја не викам дека специјалисти? се он треба нели во тие, ама нели може да работи, треба ако не друго јасно. барем Посебно заради овие кусаци кои што ги дискутира. Да. И веројатно сето тоа ескалира во ова незадоволство, како што го забележуваме. Имаше една најава од вашите колеги за потенцијален штрајк. Зашто станува збор конкретно? Па вака сега уште еден момент ќе Ајде, пред да предиме на тоа. Да може околу- и за после рекламите да го после ставиме рекламите ги го со ставиме, штрајкот. тама не Може. весело, да. Да. Може. Да. Значи исто така на тие што се вклучени или во здравствениот систем како даватели на услуги им смета што позитивната листа не е изменета веќе 10 години. Правам муаве со колега врвен кардиохирург, вели значи има нова терапија за слабост на срцето, која што е ефикасна, навистина ефикасна. Нашиве пациенти не може да ја примат и да ја земат затоа што не е ставена на позитивната листа. Мора да се ревидира позитивната листа. 10 години не е сменета. Доктор Гозданевски, една Одеднаш. сериозна тема, ја истражувавме ние периодов. Оно што за мене беше најфрапантно, например, е фактот дека на таа позитивна листа има лекови кои што веќе никаде во светот не се произведуваат. Не се произведуваат, Значи, се употребуваат, буквално, а има дури ни она бришење од листата на лек, и тоа го и нема. тоа го нема. Значи ништо не е изменето во позитивната листа. Вака изгледа смешно, меѓутоа на терен е трагично. Замислите вие, ви доаѓа пациент и немате да му дадете соодветна терапија, а вашата работа е да се грижите за неговото здравје. Освен тоа, и тие што се на позитивната листа ги нема. Еве, Башка, слушам се, ранливе пациенти. не знам дали сте во текст, слушам дека милионски суми се одлејани на разноразни белосветски консултанти, кои што наводно треба да помогнат. Не, не, или да ја изменува на себе го имам овој пример со позитивната листа. Ја имам да речеме ГЕРБ. Ништо посебно, али рефлуксна болест, нели, киселини и така натаму. И морам редовно да пием терапија. Проблемот е што најновото третата генерација на апчиња од таа терапија е манера, ја нема на позитивната листа, си ја купувам приватно. А е има по ефикасна, аптеки. така? Не е ефикасна, нема ниту еден од негативните ефекти кои може да доведат до трајни оштетувања кои ги имаат првата и втората генерација на истото апче. Тоа е тоа. И сега, јас сум пред изборот, добро, не се нешто ни многу скапи за волја на вистината, море како не се месечно идат по 2000 денари за нив. Знаеш, вака која ќе собереш за ова зона, ама за здравие пак ќе речеш, интернет плакам, толку ќе ги платам и тие. Но сепак, тие апчиња не се ставени на позитивната листа, а на позитивната листа се првата генерација од истиот, нели, лек која има нус ефекти кои може да бидат навистина опасни. Трагедија. И од овие што ги имам, велам што се релативно ефтини, а се неопходни, еве например за трансплантиран пациент му е неопходен текортин кој што прави супресија на имуниот систем за да не го отфрли присадениот Новиот орган, да. Нема. Значи апсолутно неопходно лекови. Нема лекови за невролошки пациенти.
Имаше ситуации кога Ма добро, немаше... како е тоа можно? Кои што им се апсолутно неопходни Немаше за епилепсија терапија во држава, Тоа е одевме невролошки лекови. одевме за пријатели, одевме во Тегретол, Србија. карбамазепин нема. Депакин како беа, одевме во Србија да ги купуваме за еден близок човек. Во Србија одевме, во Србија во Врања ни се чудеа, вика, вие сте 50 од Скопје што доаѓате за леков. Така? Буџети има. Значи нема. Зошто тогаш не е набавен знам, лекот? Системов апсолутно закажува. Не знам што е проблемот. Мајде, системот и да закаже- Нема, за онколошки пациенти нема терапија. Добро, Значи, зборувам за неопходни. Зошто тогаш Неопходни. зошто не биде треба по мене. Ја би направил автоматски да биде. Нема ни лек поише од недела дена, се разрешува директорот на клиниката. Тој треба да го набави? Во идеалните држави. Па не, така. еве, Добре, во дојде Швајцарија- на островот Утопија. Да, ама не се. Во Швајцарија Така треба. слично би било Така треба. Значи да нема инсулин. Па имаше лекови до Инсулин 2017, за што е? диабетичар. Ова Да нема преди инсулин. по нашата ера имаше лекови до 2017. Не, ова е на сосем нова ситуација, ова е ситуација во која кога нема систем, кога нема држава, луѓето се оставени само за себе, а здравството е првиот како се нарекува тоа, првиот лахмус. Еве, со терминот вашата област ке си искористам, здравството е првиот лахмус дека нема држава. Значи, ама дека било различно, еве сега ја ќе кажам, јас сум бил Абе било различно и јас сум бил, значи нема друго сум да кажам, јас сум бил портпарол на влада кај што доаѓале директори на клиники кои што не набавиле лек. Одиме со пауза за реклами, по која ќе се вратиме околу штрајковите, околу лекарската битка. Се помалку лекари во Македонија, почитувани слушатели, бидете внимателни, тоа е опасно по вашето здравје. Продолжуваме со еспресо со Златев и Боцевски. Ама доктор, ке сега малку сте вие, нели, доктори, ама барем високи плати имате, нели, рекоа 100.000 денари сега дека минимално специјалист ке зима. Од стопа нагоре сте сите. Еве да ви кажам, значи, како што е редот, секоја година ни носат некакви пресметки што ги носат во УИОП, нели? Мене бруто платата не ми стигнува до 100.000. Нето Значи, треба да ви- зборуваме за бруто плата, не ми е 100.000. Чекай, нели Бруто. Филипче се пофали пред колку години пред короната? Дека на клинички центар платите биле од 100.000 па нагоре. Па дел од незадоволството е тука. Не се Мене плати бруто 100.000? платата не ми е 100.000. Ама добро, сега не сте па вие функционери да ви ги качат платите. Сега ги... Да. Да не, чекай, нели ти цело време тврдиш дека во новинарството платите се подценети затоа што лекарите ве земаат на 100.000, па новинари ве бар некои 50 да земаат у просек, така. Не, добар искусен новинар треба да има исто плата со Жан Митрев, да речеме. Според мене. Бруто или нето? Исто колку зима нето Жан Митрев, толку треба да зима и добар новинар. Горан Момировски треба да е колку Жан Митрев е. сега. Еве, добро. Да речем платен. Така. Така. Сега, ја може да бидам платен колку некој на... Колку Ставличеве, другарите. Не, малку помалку е. Не, он е поискусен, некој Да. помлад лекар таму што се пробие. Еве, Когила. И Гила Ко Филипч. Па Филипч има добра плата сега. Да, на неврохирургија си ги качи во платите. И како може така сегментарно бе? Да, стварно, како може така сегментарно да ги качуваат? Негде се качени, негде се ова. Вие во биохемија немате нешто многу ни дежурства. Ние немаме дежурство затоа што немаме доволно кадар и не можеме да се организираме. Да. Околу протестите разговаравме, од сите овие работи незадоволни се нашите лекари, се најавуваа протести, но Знаете како? Замре иницијативата, така можеме да кажеме, да се премисли. Знаете како? Јас еве за пари и не сакам многу да зборувам, меѓутоа факт е дека во изборната кампања владата најави дека ќе има 40% покачување на платата на здравствените работници, односно 10% 4 години последователно. Врз основа на тоа ветување, ја мислам дека и
изборниот резултат беше таков. Од тоа ветување имаше само во првата година покачување 10% и следната година 5%, меѓутоа ја не знам дали е тоа покачување дефинитивно или е само привремено како некакви средства од Светската банка, не знам, можеби и не ми е точна информацијава, меѓутоа секако не стигнавме до ветените 40%. Здравствените работници се сепак влијателни во државата. Вака би излегло дека се направил некаков изборна манипулација. Дека И ги сега- прелажале докторите. Здравствените работници, значи во здравството не работат само доктори. Не може докторот да работи без помошниот персонал, технички, медицинските сестри. Кој ќе се грижи за болните? Кој им дава нега? Значи, во здравството не се само лекарите. Зборувам за сите здравствени работници и зборувам и за администрација. Во ковидот, кога ќе отидевте на лекар, кој ве пречекуваше прво? Шалтерскиот работник, така? Да. Значи, тој беше изложен на ризик. Исто како сите други здравствени работници. Значи, зборуваме за здравствени работници. Платата требаше да се покачи на сите здравствени работници. Имаме извон неколку реакции од слушатели на нашата емисија. Ево од Битол, затоа што ја спомнавме клиниката во Битол. Еден слушател вели: почитувани, во битолската болница наместо да се прими доктор специјалист со дипломи од 3 држави, Бугарија, Македонија и Австрија, кој целото образование го платил од семеен буџет, во болницата се прими инженер за фармерско одгледување на стока и истовремено учителка која на поранешен лидер на СДСМ, која е одма унапредена во советник за човекови ресурси. Министерот Филипче ми одговори дека во Битола нема потреба од други интернисти. Доколку сакате цела документација, ќе ви ја пратам по пошта. За жал, трговијата е направена, затоа кадарот заминува. Поздрав до нас, инаку нашиот гостин после изгледа е лекар. Нашиот слушател, нели, кој ни го пишува о инженер за стока што примиле на место доктор, па добро се тоа и синоним за тоа како здравствениот систем нам не третира, да. Само сега не е убаво да се смејам. Значи, пак ќе кажам, трагично е. Ми се потврдува муавето дека огласите кои што се за вработување во здравството не се за здравствени работници, туку се 90% за администрација. Нас ни требаат здравствени работници да се грижат за пациентите. Имаше еден, кога беше ковидов, имаше така саркастични изблици по социјалните мрежи. Се сеќавам на еден, вели: Германија одлично, вика, се справува со ковид кризата, браво за македонските лекари. Нели? Само ќе Значи- кажам, овие споредби ти со народната мудрост, затоа што Македонија како членка на како идна членка на Европската унија дури има усвоено и закон за благосостојба на животните. Што значи дека и стоката во Европската унија треба да се третира Ама не цивилизирано. у болница. Не во болница, право си. Туку во штала треба да. Не во болница. Значи, факт е дека кадарот образуван во Македонија е квалитетен кадар. Сите што отишле да работат во друга држава, Па чим се добри за у Германија, значи се добри. значи никого не избркале, никој не се вратил. Значи тоа е квалитетен кадар. Условите тука сметаат, условите и секако и платата. Тоа треба да се подобри за да ги задржиме здравствените работници во Македонија. Инаку ние образуваме кадри кои што се квалитетни и како такви ги даваме подарок на друга држава. Зошто? Знаете, за мала, на секој од нас му се случило, на секој од нас, не на секој, на многумина им се случило кога се на патување негде, нешто да им се случи, малку да се разболат и да го видат и странскиот здравствен систем. Значи, јавното здравство во една Словенија, барем тоа јас што сум го видел, болниците изгледаат поубаво од нашите приватни болници. Апсолутно се согласувам. И кога ќе го видите тоа како изгледа,
Еден огромен комплекс има тука. А да не се споредуваме... Ама прво иде шалтер. Зборуваме за документ кај што се вади, како изгледа. Да. И така треба да изгледа. Дали може така да изгледа во Македонија шалтер лично? Може. Може. Зошто не изгледа? Шалтер? Не, шалтер зборувам. Па не, види... Шалтер кај што се вади извод, еве. Затоа што очигледно тука е се така некако Загрижиме, да. не домакин лук, не грижа. Како викаше Евелија, Еве сега дуќанчење имаме и позитивни примери, сега да бидеме вака искрени. Например, клиника за гинекологија на клиничкиот центар, за среќа, кога ќе влезете внатре како пациент зборувам, за среќа личи на нешто. Кога беше направено? Па добро, не сакам да политизирам. Не, јас сакам. Нов објект, Јас сакам така? да политизирам. Да. Апсолутно нов објект. Доколку Значи- се продолжеше проектот за клинички центар, ќе се направеше нов објект на интерни клиники и ќе беа поврзани хирургија, интерни клиники и гинекологија со топли ходници. Дали е тој концептот ист во Словенија? Да. Клиничкиот центар, Да, така е? да, Нели? да. Сосема изводливо. И ништо Сосема функционално. Кога ќе влезете сега на гинекологија, нема и таму се истите доктори се не си измисли нешто. Ја тоа го видов. Значи ќе влезете на гинекологија, прво, ходникот личи на нешто, второ, огромни гужви. Не може да видите и да има гужви, ходниците се широки, па луѓето има каде да седнат, тоа да изгледа достоинствено. Клиниката за гинекологија во Македонија е еден од најдобрите примери дека навистина може да се средат Може, работи. апсолутно. Само треба да се сака. Само треба да се сака. Избодливо, апсолутно. Не е некоја филозофија. Никаква Исто филозофија. порано немаше магнетни резонанцијеви, ти ми кажеш, ај тој проблем е решен, дисперзирано е. Тој беше, види, пак е влошен, како што разбрав. Тогаш ти текна притисокот од јавноста беше голем. Ако се сеќаваш, тогаш буквално на две емисии читавме коментари од Да. гледачи и слушатели дека за 6 месеци им закажуваат магнетни резонанци. Предпоставувам дека тој притисок од јавноста на крај ги сведе работиве да едно време дури за 10 дена закажува магнетна резонанца. Лјупшо пак отиде над 2 месеца. Значи, кога ќе има притисок, ќе се усериозат и тераат. Да, очигледно дека станува збор, знаете зашто? Станува збор за инертност. Да, инертност е, буквално. Значи, Сега, ако е позитивна инертност, оди како што треба. Ама не е позитивна, работава е негативна инертност. Еве, за 2 месеца пак се чекало за магнетна резонанца, што е вон секоја здрава памет. Прво нема доволно кадар за да ги организираат тие прегледи и да ги напишат извештаите од прегледите. Второ, постоечката опрема не се одржува. Ако еден апарат се расипе, со месеци се чека да се поправи. Значи, кога ќе имате апаратура, вие треба редовно да ја одржувате Ама и си има редовно за да тоа, нели? сервисирате. Точно. Значи, инертност, апсолутно. имаше Сето тоа треба и да се надоградува. Имаше еден скандал 2 пати кој ја купува истата опрема, па за одржување која ЗИП имаат тендери кои се поскапи од да купиш нова. Значи тоа е ужас. Не знам како да кажам. Еве последно што прочитав, значи акцелераторот за третман на онколошки пациенти. Никогаш не стигнал на клиниката, останал во царина, каде што плаќаат лежарина, нели, затоа што стои таму акцелераторот и во меѓувреме и му истекла гаранцијата. Добро. Кај е одговорноста за ова? Не знам што да кажам. Зашо го набавиле воопшто? Па не, треба да го најбават. За секој апарат, секако што ќе го набавиш, ќе треба да имаш и едуциран кадар кој што ќе треба да работи правилно со тој Точно. апарат, така? Точно. Значи тука е вакуумот со едукација на персоналот. И тоа го нема.
И ова е скандал. И значи заради овие ситуации За беше најавен протестиве да се вратиме. да се вратиме на протести, беше најавен штрайк. Причините мислам дека ги објаснивме на сега. Или има нешто да дадеме тука. Што се случува на клиничкиот центар? Ја мислам Зошто е дека ви големо? е јасно зашто е незадоволството на Јасно. здравствените работници. Например, видете сега вака, јави се чуда ми на паметот. На почетокот тргнав како бе овие луѓе идат по 3 години чекаат таму за да станат лекари во некој странски систем, ама после кога ќе поминеш вака низ емисија и ќе дојдеш до тука и викаш добро бе, шо прават овие луѓе тука во свет се потепуваат за нив, сек до свет бараат лекари. Јасно ви е зошто некој би се одлучил да отпочне со, да речеме, пола кариера во странство. Има и друга опција. Јас сум, например, европски специјалист. Јас сум член на Европско здружение на специјалисти по медицинска биохемија и лабораториска медицина и јас секоја година поминувам низ некој протокол за да добијам сертификат дека сум европски специјалист и со тој сертификат имам исто факсимил како што имам во Македонија, можам да работам во било која европска држава, не е никаков проблем. Меѓутоа јас ја сакам држава и сакам тука да работам, нели? За другите може би малку покомплицирано, но факт е дека нашата диплома од медицински факултет е признаена. Кога ќе отидат да работат, еве пример, во Германија, докторите, они влегуваат да работат и све им е платено. Значи не чекаат како тука да завршат факултетов, па специјализација, па се снаоѓаат во меѓувреме. Таму им се понудени сите услови. Све им е платено, све им е подготвено, они само треба да си го завршат нивниот дел за верификација на дипломата. Не треба да се замараат со никакви други ситни, иритантни работи. Све им е решено. За разлика од овде. И пази, и кога ќе отвориш Der Spiegel и читаш дека германците се жалат како губат доктори врвни кои шодат во Британија, Канада и Америка, и викаш во која димензија овој свет се, знаеш, германците плашат губере доктори. Да, И се, не, знаеш, да го разбереш вака е тешко. ама текстот, кога ќе ги знаеш. споредиш статистиките на 1000 колку се во Германија, колку се овде. Да. Де баш да провериме во Германија. Еве да видиме Што во се Германија. жалаат германци ви. Да, еве. Жат пати ми ги жали овде во емисија. Па не, кога ќе прочитам текст, нели ти го пренесам? 1754 1700, здравствени значи, работници. 1000 повеќе од нас, над Да. 100.000. Да. И тие велат, леле, најдобрите ги губиме, големи плати, одат по Америка, Да. Канада дури имало некој си, не знам, добар бил системот. Шведска веројатно е на врвот. Обединетото кралство има 2248. А замислете, во Обединетото кралство е, пошто ја така го пратам одблизу повеќе, во Обединетото кралство постојано има луѓето се жалат и написи по медиуми дека многу се чека на ХНС, тоа што е на јавното здравство, многу се чека за одредени прегледи, дека се чека националниот здравствен систем дека е за никаде, се чека за вештачки колк 33 години, дека се чекало за преглед, еве имаше еден текст, се смеевме тука, од Украина, украинци што работат во Британија, одат во Украина за здравствена услуга, затоа што ваму се чекало со години. И сега замислите на тој персонал. На тој персонал како работат нашите здравствени работници. Тук има малци алхемија, знаеш. Да. Овде вие чудо правите, знаеш. Кога ќе направиш споредба, добро. Сега види, понекогаш затоа што сакале ние или не сме, нели делот затоа што англискиот е странскиот јазик кој го говори најголем делот нели интелектуала во Македонија. Сега ги читаме ние тие весници кои доаѓаат на англиски јазик и понекогаш излегуваме во реалноста. Во реалноста доколку отидете на клиника во Англија и кога ќе видите како изгледа тоа, исто е државно како нашето, и кога ќе видите дека на крај има касиер и ти викаш, аха, значи не ви е се бесплатно и касиерот ти вика, не, јас сум тука за да ви давам пари да си одите дома со такси, вика.
Значи не е за вие мене да ми платите, туку ја ви плаќам вас. И кога ќе осватите тоа, и кога ќе видите дека вие тука треба да плаќате на клинички центар паркинг кој не постои затоа што може, например, ако имате закажано 10,5 кај 8, ако отидете до 10,5 ќе најдете паркинг. И сега ние, пошто сме дел од, како да кажам, учиме англиски од најмали, дел сме од тој англиски свет. Англиски свет. И сега нас тука не, види ги бе, кај нив не е ништо многу подобро, ама кога ќе погледнеш реалноста и ќе видиш како изгледа тоа, имаше еден запознав еден добавувач на стентови и ни кажа еден пример. Не знам дали знаете, нашата клиника за како се вика клиника за кардиологија. Да, има статус на референтна лабораторија. И што значи тоа референтна лабораторија? Тоа значи дека овие медицински помагала може да си ги тестираат овде. И овој добавувачот на една од компаниите ги носи тука стентови, ги продава, си делат пари со директорот и така натаму, све си е тоа фино културно. И оди човеков на некаква меѓународна конференција каде што среќава луѓе од странство, среќава директорка на клиника во Лондон. И ја прашува кој стент го користите вие, вика, најчесто, и таа му кажува некој, и овој вика, па ние, вика, у Македонија 2 генерации, вика, понов користиме од вас. И се англичанкава у шок. Не у шок, и вика, кој го користите? Овој го кажува Моделов на англичанката, и англичанката вика, па извинете, господине, вика, тој е уште во експериментална фаза. И сега и човеков се загрижува, тука ме кажува мене информацијата, и ја викам, па значи тука, а ја вика 3 години ги продавам овие у Македонија од експерименталната фаза. И одам, ја уствари истражувам, работам подолго време на ова, може и книга ќе излезе, и знаеш што дознав на крај? Дека докторите кои работат со овие стентови и клиниката имаат подпишано договори, студијата која плаќа компанијата за тестирање на овие стентови тука, во референтната лабораторија наша, 90% од парите додат за доктора, 10% додат за клиниката. И сега, кога ќе видите какви пари се тоа, докторке, кога ќе видите, не, ова го имам како документ. Поминало ова низ... На управен одбор поминало. Ма не на управен одбор бе, него низ држава. Не. Ти даваат да подпишеш. На управен одбор поминало. Не ти даваат ништо да подпишеш. И па како тоа беше? Па референтна лабораторија смеат да го прават тоа. Ама не може да си тоа го направи да биде референтна лабораторија. Не може да докторка, јас сега знам зашто не се селат тие доктори од таму. Затоа што ако он стави, ако добие отприлика по $2,000 од еден стент, и ако 90% од тие пари отидат за него, тоа се $1,800. Не, за друго. Значи ја разбирам, а ако стави годинава 1000 стента, а чека експериментален стент не е... Да. Па не може така без разлика што референтна лабораторија. Па добро, стент е стент, федерче. Ама не е така, знаеш, без разлика, мора да те запознае дека тоа е така. Исто имаше, исто има огромен скандал на кардиологија, пак ја кажам, со тави методата. Тоа е исто за третирање на срце као вештачки залисток која ви ставаат. Не знам дали знаете дека, например, од истиот производител, Тави во Македонија, нашата клиника го набавува негде $25,000 по пакет, односно целиот сет на Тави, истава клиника на кардиологија, а во Австрија, истиот производител, истиот пакет, чини $6,500. И јас се јавив, искористив дека познаници што имаат компанија за, како се вика, за веледрогерија, се јавив во компанијата и побарав понуда едно парче да купам и ми дадоа двојно поевтина понуда од тоа што го купува нашата клиника. Од Алкалоид го купува и некој. Добре дојдовте во светот на македонското здравство. Ева, извинете што малку бев експлицитен, но морав негде да го изнесам ова. И ова за све сум спремен, кој сака нека тужи, нека каже, ке си донесам се и си имам документи, затоа што работам на истражување малку по-комплексно и можеби нема толку да биде емоционално ова, како некој нели што прават колеги, но вака ригорозно ќе покаже што се случува.
Не можам да коментирам јас за овој случај, не сум запознаен. Добро да не, јас сум должен да кажам. Институциите секако треба да водат контрол. Значи, И системот за јавни набавки во здравството е исто сериозно проблематичен. институциите не се транспарентни и малку ни закажуваат. Знаете кај е проблемот во системот за јавни набавки на нашите клиники? Проблемот е што нема референтна цена. Односно, вика ќе доеме на надавање и сега они ќе се организираат веледрогериви кои ќе има најниска понуда. Најчесто еден газ да има две фирми, па сами меѓу себе тие си ги ставаат понудите и уствари повисока. А никој не му текнува да прогугла и да види, ова кошта толку. И ти викаш, ова е максимална цена што ја може да ви ја дадам. Затоа што ние да си го набавиме директно од производителот, без веледрогерије, ќе си го набавиме по оваа цена. Навистина верувате дека не прогуглале? Не прогуглале и тука го ставиле она и маржата така ја ставиле, ме разбирате? Виделе, толку е, од тука до тука е за мене, од тука до тука е за вас. Примерот со вакцините ни е најсвеж, нели? Набавката на вакцините за ковид. Што се случи? Зашто не добивме на време на вакцини? Затоа што не можеа да се договорат за маржат, така? Значи, полека да заклучуваме, сето тоа кулминира, има најава за протест на здравствените работници во клиничкиот центар. Ние ќе следиме тоа, Лјупшо, така? Да, како се одвива. Во моментот како што разбрав, одложени се активностите, има избори во синдикатот. Точно. Првиот протест најавен беше во ноември, затоа што со изедначувањето некако наплативе доаѓа дека средниот персонал ќе зема помалку плата од технички персонал, што не е во ред. И секако да се достигнат ветените покачувања. Некако тогаш беше министер Беким. Да, јасно. Наводно постигнаа некаков договор, се стиша протестот, 6 месеци ништо не направија, во меѓувреме се случи хакирањето на фондот за здравство, па здравствените работници не можеа да си добијат плата, се организираше протести за тоа. И сега беше најавен протестот на доврзувачки на тој од ноември, за да се исполнат ветувањата за покачување. Со тоа што на средниот персонал требаше да им се покачи 3000 денари бруто, на лекарите 2000 денари бруто. Добро. Споредено со едно друго покачување. Споредени со едно друго покачување е смешно. Меѓутоа пак во последен момент 5 до 12 излезе ветување дека ќе биде и се стиша протестот. Жално што во меѓувреме председателот на синдикатот, на самостојниот синдикат доктор Горан Беговиќ почина, па сега се организираат избори во синдикат, вонредни избори. Веројатно ќе почекаме да се среди тоа, па ќе видиме што ќе биде понатаму. Секако синдикатот ги заштитува правата на здравствените работници. Лјупчо. Ви благодариме многу за ова ваше гостување ово утро. Се надевам дека бевме доволно добри и доволно експлицитни за нашите слушатели. И се надеваме дека повторно ќе се видиме овде, се додека не се подобри ситуацијата во јавното здравство во Македонија и не почне да личи на нешто јавното здравство во Македонија. После така ќе си правиме емисии за тоа какви витамини да пиете, спортувањето колку е здраво, со прехрана, такви работи. Не, после ги има вие маките на германците и британците. Да, просто Тука ќе бидеме многу загрижени. Ќе збориме дека многу е индикативно, многу црвено месо се јаде во Македонија, тоа може да биде проблем. Знаете некои такви статистики? Значи као на запад, нели, пушташ на BBC утринска пушташ и вика, ова вика сериозен проблем имаме. Недоволно се намалил
јадењето на фастфуд, вика, во држава. И ти вака гледаш, викаш, ало, луѓе, дој да те однесам на клиника да видиш што е. Ти ќе ми збориш за фастфуд, премногу се јадело, очекувале дека повеќе ќе се намали. Видовме, еве, околу статистика, што не загрижува, дека македонците се најголеми пушачи во свет. Значи, по глава на жител, најмногу цигари се пушат во Македонија. Ја надминуваме и Турција, веќе не ја пушиш како турчин. Имаме помножено со 4 повеќе пушачи, да речеме, од Добро, ма таква култура се промовира меѓу другото од власти, од интелигенцијата, врзана со власта, нели? Не пушењето во кафичите веќе стана онака, пушењето во кафичите веќе стана нормална работа повторно. Дегенериравме од земја со најригорозен закон во земја со... Не бевме со најригорозен закон, него бевме земја која што ги следеше светските трендови. Далеко од најригорозен е нашиот закон. Добро, да, ама успоредба со Хрватска бевме поригорозни, а сега Србија е поригорозна од нас, а Србија до... Турција... Да, далеко поригорозно. И сега наместо да зборуваме за овие теми со доктори, каде што личи, да ни кажете колку е штетно пушењето, нели, ние разговараме еве за здравствено образование би било тоа. Ние за жал говориме за незадоволство на здравствените работници, за системски грешки на здравствениот систем и за протести. Ви благодарам вам на поканата, се чувствував пријатно. Се надевам дека ќе зборуваме за побави теми следниот пат. Ви благодарам многу, почитувани слушатели, јас сум веќе во сериозни проговори да добијам елек рамо до рамо. Може да ја водам некој од наредните емисии, наредната недела со овој елек, да направиме бесплатна промоција на... Јас протестно ќе заминам, затоа што на шо личи тоа се промовира партиски... Не, види, ќе правиме анализа една, психолошка, за колку посто ќе ме оглупи елекот. Може да направиме некоја таква комбинација, затоа што, види се, таму видов озбилни луѓе, кои сум ги сметал дека имаат нешто колку толку во главата. Јас си го поставам прашањето, кое достоинство треба да го имаш да ти речат наоблечи го елеков и ти да направиш кловно од себе да го направиш тоа, токму затоа сакам да влезам во нивната кожа. Значи, рамо до рамо со црвено джемаданче Љупчо Златев, така? Во Радио Лидер. Сега да видиме, се надевам дека Таче нема да ја блокира доставата на елекот која ми е ветена. Фрлам ракавица, почитувани слушатели, кој датум сме ви со 7 април 2023 година, Ден на здравството. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација беше на двоецот Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.